Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, почитувана председателка. Извештајот за работа на Судскиот совет на Република Македонија преку еден статистички период повеќе се осврнува на постапките за утврдување на одговорност, изборот и разрешување на суди, отколку за проблемите во своите редови. Во оваа смисла, во извештајот не се нотираат, ниту се образложуваат причините за случувањата во Судскиот совет, на кои сведок беше целата јавност. Овие случувања беа голем потрес за судството и слободно може да се истакне дека тие го нарушија угледот на судството, како никогаш досега. Впрочем, тоа е општа констатација за овие настани таму, кои за жал се нотирани во извештаите на Европската Унија, посебно во новиот извештај на Европската Унија за владеењето на правото и секако во сите релевантни извештаи со кои се анализираат состојбите на правосудството. Почитувана председателка на Судскиот совет, она што загрижува е што јавноста остана без конкретни одговори за тоа кои беа причините за ваквите случувања. Дотолку повеќе што во извештајот само се посочува дека Европската Унија во текот на 2023 година испратила оценска мисија во земјата која изготвила извештај за функционирањето на Судскиот совет на Република Македонија. Јас сметам дека ваквата формулација не ја отсликува суштината на проблемот, односно не се нагласува од кои причини Европската Унија испратила оценска мисија и зошто впрочем се дадени конкретни препораки. Не може само тоа да се нотира како факт, без да се конкретизира кои се причините што довеле до тоа и какви последици предизвикало за целото судство. Имено, мисијата е испратена поради целосно нарушената работа на овај орган на судството, поради бројните скандали што го следеа, поради присутните политички притисоци и влијанијата од јавните центри на кои јавно укажуваа и членови на Судскиот совет. Во таа насока јавно се отворија прашањата дека Советот е подложен на политизација и влијанија и тоа доведе до целосна дисфункционалност на работата на Советот и отвори многу сомнежи за исправноста на постапувањата. Нотираните забелешки на оценската мисија коинцидираат со јавните критики за функционирањето на ова тело, кое мора час поскоро да доживее темелна реформа од законски, персонален и функционален аспект, бидејќи преку ваквиот начин на функционирање тоа представува генератор на континуирани кризи кои резултираат со нарушување на угледот на судството. Што значи тоа од персонален аспект? Тоа значи дека вие, почитувана председателка Весна Дамева, вашиот колега Селим Адими, Тајна Чачорова-Илиевска и ред други колеги и ваши колешки да си дадете неотповикливи оставки, бидејќи вие не можете да ги спроведувате препораките кои се дадени, поради вашето погрешно работење. Вашето непостапување и вашиот молк не доведува апсолутно до никакво подобрување. Од тие причини не може ваквите забелишки само елегантно да се напоменат без да се образложи генезата на случувањата и серијата на случувањата во Судскиот совет. Она што дополнително е проблематично е што во врска со извештајот на Европската Унија детално не се говори како да се заштити самиот Судски совет од несоодветни влијанија и што ќе се преземе за унапредување на професионалноста на самите членови. Се говори за заложби, за професионалноста на судите, а каде е тука да се нагласи дека проблемот потекнува и се наоѓа во самиот Судски совет?
Како да очекуваме професионалност од овај орган? Со што е докажана професионалноста после сите немили настани, после низата скандали кои се случуваа во судскиот совет? Факт е дека непрофесионализмот, волунтаристичкото однесување и отсуството на отчетност беа јавно демонстрирани во судскиот совет. Тоа беше голем срам и за судството, но и за државата. Во што беше тогаш смислата на оценската мисија? Освен да се отстранат подитно сите недостатоци во функционирањето. Треба јавно да се говори за тоа прашање, а не да се зацкриваат фактите под фразите дека само ќе следат некакви препораки. Од видни представници на меѓународната заедница во повеќе наврати беше потенцирано дека судскиот совет не ја остварил својата уставна и законска надлежност. Под знак прашалник беше доведен и интегритетот на членовите на Републичкиот судски совет. Постои ли потреба од етичко преиспитување на целата настаната состојба? Загрижена сум сериозно за досегашните критики во однос на извештајот за работата на судскиот совет, а би требало и вие да сте загрижени и сериозно да размислите од етички причини да се повлечете доколку не сте во можност да преземете продуктивни мерки за подобрување на квалитетот на работата на судскиот совет. Не верувам дека можете да ја подобрите или дека ќе ја подобрите, бидејќи во самиот извештај од сите наведени анализи и од се што следиме по медиумите, оценката вели дека вие воопшто не можете да придонесете за независен судски систем. Несомнено е дека е потребно да се следат препораките за ова тело, кои не доаѓаат само од Европската Унија, туку и од стручната јавност и од граѓанските организации. Пораките дојдоа и од општата јавност. Јавното незадоволство факт е дека е и повеќе дури од присутно. И затоа е потребно да се овозможи јавна доверба, јасна цел и визија како да се оствари сето тоа. Потребно е да се дискутира за самиот методолошки пристап, дали поставениот модел на функционирање на судскиот совет придонесе кон јакнење на јавната доверба и дали го заштити угледот и интегритетот на судството. И тука се поставува клучното прашање: има ли потенцијал, капацитет и кредибилитет судскиот совет да ја реализира реформската агенда? Нема. Апсолутно нема никаков потенцијал за било каква реформа во судскиот совет. Вистинските промени во овај орган ќе се остварат само доколку се детектираат причините за состојбите и кога ќе има искрени намери за да се реализираат сите препораки и сите укажувања. И токму граѓаните се тие кои бараат промени и затоа ова прашање мора да биде приоритет, бидејќи е прашање од висок државен интерес. Ви благодарам.